Каните на опозицијата дека од институциите се сели на улица. Новите блокади може да доведат до целосна парализа на државните процеси, затоа власта побара од Мицковски да остане конструктивен. Со пораките од средбата на коалицијските партнери во владата, Павле Беловски. Исто место, часови подоцна, но различен став. Барањето на Мицковски за предвремени парламентарни избори ден потоа отфрлено и запечатено со декларација на владеачката коалиција. Ја подпишаа 26 партиски представници по еден час за затворени врати на Илинденска безброј. Граѓаните нема да гласаат ова и наредната година, а владата ќе влезе во економски битки за мир и стабилност. Е пораката која во име на партнерите ја соопшти премиерот Димитар Ковачевски. Од тука сите заеднички заклучивме дека предвремените избори нема да ги решат проблемите на граѓаните, туку ќе ги продлабочат. Затоа го затвораме ова прашање. Следните парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин во 2024 година. Во наредниот период продолжуваме со одговор на кризата преку испорачување нов пакет антикризни мерки, системски реформи, неселективна борба против високата корупција и усогласување на изборното законодавство со препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Средбата на власта следи по бучните закани на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски дека ако нема предвремени парламентарни избори ќе следи целосна блокада и зачестени протести. Доколку нема договор за предвремени избори ова лето, потоа ќе преминеме во фаза на целосна блокада. Таа целосна блокада ќе биде во парламентот, но и блокада на институциите, блокада на патиштата, протести низ градовите, блокада на процедурите и системот во распаѓање. На тој начин нема да легитимираме систем кој е диво месо и затруен од криминал и неспособност. Финансиска, економска, но дали следи политичка криза? Ковачевски прашан рече дека блокадите во собранието се неразумни и штетни. Траат со години, а дека системот ќе продолжи да функционира, во одговорот на премиерот му помогна неговата десна рака, лидерот на ДУИ Али Ахмети. Гледам дека вие цело време поставувате прашања во исти тон и начин на поставување и тоа е добро. И тоа е добро. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Државата во време на корона кризата, односно владата, донесе мерки во износ од 1,2 милиарди евра. Пакети антикризни мерки. Јас бев тој кој што тие антикризни мерки ги предлагаше како заменик министер за финансии. Опозицијата бара, власта не одбива, но лидерска средба се уште не е најавена. Според Мицковски, средба со Ковачевски е возможна само ако се зборува за Македонија и избори. Во спротивно, опозицијата се закани дека од институциите се сели на улиците. Владеачкиот состав пак на уе закани, возвраќа со нов пакет антикризни мерки, системски реформи и борба против корупцијата, а на Мицковски му порачаа да остане конструктивен и да помага. А од партиските сидишта нова приписка на релација СДСМ ВМРО ДПМН, кој повеќе троши во време на криза. Владеачката партија ја прашува опозицијската од каде се 300.000 евра за митинг во услови на блокирана сметка и замрзнат имот. Од таму со одговор СДСМ да се занимава со непродуктивните трошоци и криминалот во своите редови. Скапо чини дебаклот на ВМРО ДПМН и пропаднатиот митинг со слаб одзив и лоша организација. На митингот имаше присутни околу 15.000 членови и симпатизери на ВМРО ДПМН. Партијата, почитувани, сигурно планирала повеќе и ангажирала превоз и останати потреби за околу 20.000 членови. Превоз за 20.000 членови чини над 200.000 евра, 400 автобуси по околу 400 евра, за комбиња уште 10.000 евра. За бина, озвучување, светло и струја уште 20.000 евра. За вода, сендвичи околу 30.000 евра, трошоци за брза помош, пожарна околу 10.000 евра. Лесно, почитувани, се доаѓа до вкупна сума од 300.000 евра. 300.000 евра во време на криза за пропаднат митинг, слаб протест за задоволување на егото на Христијан Мицковски. Сите знаат дека сметката на ВМРО ДПМН е блокирана, а имотот замрзнат пред конфискација. Од каде се 300.000 евра на ВМРО ДПМН со блокирана сметка и замрзнат имот?
Воопшто неспоредлива е цената на чинење на протестот со еден ден на крадење на владата на Ковачевски. Тие две работи се неспоредливи, затоа што не може да се споредуваат со само еден ден криминално работење на оваа влада. Тој протест драматично чини помалку од златните вилјушки и златниот есцај кој што го користи Ковачевски во владата. Тој драматично чини помалку од само еден ден крадење во рек Битола. Тој помалку чини од еден распишан и спроведен тендер за ископ на јаглен на фамилијата и на кланот кој што е на власт, поради која народот плаќа секој ден поскапа струја. Така да протестот чини многу помалку од штетата кој што СДСМ и ДУИ ни ја прават секој ден. Овој протест е неминовност и е нужност за СДСМ и ДУИ да си заминат од власт и конечно народот да си ја земе државата во своји раце. Официјалниот став на државата по францускиот предлог ќе го почека епилогот во Бугарското собрание и конечните ставови на земите членки на Унијата. Ковачевски на иста линија со Османи бара трпение од народот. Во меѓувреме дел од коалицијските партнери реагира на документот од Франција. Демократски сојуз на Павле Трајанов вели во него се абсорбирани националистичките и негатурските ставови на Бугарија. Опозицијскиот лидер Мицковски пак од синоќешниот протест пред владата на Ковачевски категорично му порача да го отфрли предлогот и потенцираше дека додека е тој начело на ВМРО ДПМН нема да дозволи двотретинско мнозинство за ново отворање на уставот. Елена Ивановска. И премиерот Димитар Ковачевски не го открива владиниот став за францускиот предлог за тргање на бугарското вето. Исто како и министерот за надворешни Османи вели, на искусните дипломати и експерти прават анализи на предлогот и документите. Нема да го коментираме, се разбира, и нема да биде предмет на нормално на дискусија, затоа зашто се уште не е предлог кој што е усогласен од страна на сите 26 земји членки на Европската Унија. И вклучително Франција, која што практично го дава предлогот. Што значи дека ние ги следиме развојот на настаните во собранието на Република Бугарија. Доколку таму овој предлог биде усвоен и кога ќе биде усвоен и кога ќе биде доставен официјално до Република Северна Македонија, тогаш нормално дека тој ќе биде предмет на анализа во детали и споделен со институциите во државата согласно со нашите одредби во законското уредување. Во однос на тоа дали е прифатливо македонскиот јазик да се дефинира во преговарачката рамка со едностранни декларации од Македонија и Бугарија, ку се одговори. Македонскиот јазик мора да биде чист македонски јазик во преговарачката рамка. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски синоќи на протестот пред владата му порача на премиерот да го одбие францускиот предлог. Тоа е капитулација без одлагање, бугаризација на Македонија на рати и дипломатски нокаут, рече Мицковски. Немој, Димитар, да се грижиш. Еве, јас сум тука, овој народ е тука. Излези, охрабри се и одби го. Одби го овој предлог. И сакам уште еднашка да бидам јасен. 80 пратеника, 2/3 менуваат устав. Тоа зависи од ВМРО ДПМН. Додека јас сум председател, нема да се смени уставот за да бидат бугарските барања дел од него. За разлика од премиерот и шефот на дипломатијата, од Демократски сојуз, уште додека траеше средбата на коалиционите партнери во владата, испратија соопштение со кое го кажаа својот првичен став. Сметаат дека францускиот предлог за деблокада на почетокот на преговорите ги абсорбира националистичките и негаторските барања на Бугарија. Според документите кои досега ги објавија медиумите, јасно е дека барањето на Бугарија станува дел од преговарачката рамка на ЕУ и од нивното исполнување ќе зависи нашиот напредок од Европа. Тоа значи дека нашите евроинтеграции стануваат заложник на антимакедонските интереси во Софија, овој пат со европски печат, велат од ДС. Во Бугарија пак реакциите не стивнуваат. Председателот на Демократска Бугарија, Христо Иванов, коалицијски партнер на бугарскиот премиер Кирил Петков, рече дека неговата партија ќе го поддржи францускиот предлог ако влезе на расправа во собранието и смета дека предлог преговарачката рамка е исклучително добра за неговата земја. Поранешниот премиер на Бугарија пак Бојко Борисов е убеден дека актуелниот премиер Кирил Петков не е во состојба да го реши билатералниот спор помеѓу властите во Софија и Скопје, јавува БГНС.
Лидерот на ГЕРБ го обвини Петков за подлост и дека се обидува нешто тајно да договори, а потоа да излезе дека парламентот одлучил. До крајот на француското преседателство нема услови за конечно решение на прашањето за Македонија. Ова е ставот на Министерството за надворешни работи на Бугарија за францускиот предлог соопштен преку БГНС. Оттаму потенцира дека во оваа фаза и овие рокови е невозможно да се дојде до решение на отворените прашања, но сметаат дека предлогот е добра основа за идно решавање на спорот. Во нормални услови и процедура, Министерството за надворешни работи би ги доставило до Министерскиот совет добените документи и извештај за нивната содржина и важност. Во оваа фаза, процесот целосно зависи од Комисијата за надворешна политика на Собранието, која се уште нема закажано состанок на оваа тема. Би било целесходно Комитетот за надворешна политика веднаш да го свика овој состанок со учество на Министерството, да се разговара за сите достапни документи, да се формулира консолидирана бугарска позиција и да се утврдат следните чекори на бугарската дипломатија, се потенцира во соопштението на Бугарското Министерство за надворешни. Би било оптимално ако Советот на министри веќе го изразеше своето мислење за ова важно прашање за земјата. Доколку тоа не се случи во најбрз можен рок, МНР има мандат само да се придржува до рамковниот став, Декларацијата на Националното собрание од 2019 и заклучоците од Советот на национална сигурност од 2022 година, на кои предложената нацрт преговарачка рамка сама по себе целосно не ги исполнува. Макрон го губи апсолутното мнозинство во францускиот парламент.